благодарност уште еднаш, а во продолжение уште едно линковско вклучување кон самиот крај на емисијата. Татјана Поленџовска повторно ни се јавува од центарот на Скопје, некаде не знам каде точно, Тања ќе ни каже, меѓутоа битно е за што ќе зборува, а тоа е на новиот извештај на првата детска амбасада во светот Меѓаши. Тања, добро утро уште еднаш. Добро утро, Анита, уште еднаш еве пред самиот крај на емисијата Журнал, уште едно линковско вклучување. Се наоѓаме во центарот на Скопје, како што кажа, спроти музеот на град Скопје, на почеток на улицата Македонија. Зборуваме за полугодишниот извештај на детската амбасада Меѓаши, колку повици се регистрирани досега, колку е процентуално од нив се деца кои што се јавиле, колку се возрастни, како оди сето тоа, сите податоци ги добиваме од Катерина Коневска ова утро, таа е раководител на програми во детската амбасада Меѓаши. Катерина, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре ве најдов. Меѓаши постои цели 19 години и ајде кажете ни нешто повеќе во врска со статистичките податоци, колку повици регистрирани досега во овие 19 години и конкретно за овие 6 месеци, бидејќи сега излеговте со полугодишниот извештај. Детската амбасада Меѓаши постои полни 20 години, а СОС телефонот за деца и млади, бесплатната линија 0800 1 22 22 постои скоро 19 години и за овие 19 години се регистрирани над 18.850 јавувања на ова линија. Прашавте за тоа како се јавуваат децата. Децата, за жал, иако телефонот е пред се наменет за децата и младите, децата со своите јавувања учествуваат со околу 10% од вкупниот број на јавувањата, со тоа што можеме да забележиме дека во првата половина од оваа година имаме благо зголемување на процентот на јавување од страна на децата и тој број изнесува 25 од вкупно 225 регистрирани јавувања на СОС телефонот во првата половина од оваа година. Еве еден апел до сите оние кои што во моментов не следат, а можеби имаат таков проблем и потребни ме јавување кај вас или пак беспратна правна служба која што вие ја нудите, правна помош. Кажете ми кои се начините на кои што можат да ве контактираат? Сите граѓани, пред се децата и младите, може да не побараат на СОС телефонот за деца и млади. Ќе го споменам уште еднаш бројот 0800 1 22 22, бесплатна линија. Потоа може да дојдат директно во просториите на детската амбасада Меѓаши или да ни се обратат преку електронската адреса sos@children'sembassy.org.mk или на Facebook страницата на детската амбасада Меѓаши, затоа што ние како организација се трудиме да бидеме во чекор со времето, така што имаме отворено и Facebook профил каде што може децата, младите и сите други граѓани за прашања поврзани со детските права да ни се обратат. Така, Тања, дали ме слушаш, Тања? Да, значи се заблагодарувам на Катерина, ќе ја поканеме да биде наша гостинка, затоа што имаме навистина многу што да зборуваме, а веќе немаме време. Ќе имаме овде во студиото, па ќе ги објасниме сите оние работи за кои што сакавме сега да дискутираме. Јас ти благодарам и тебе и Незе. Во продолжение време само колку да се одјавам и да се најавам за утре. Пријатно и убав викенд.